Вчера доста попладнето градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев имаше средба со унгарскиот амбасадор во нашата земја, неговата екселенција Ласло Дукс. Во неговиот кабинет Јанчев разговараше за проширувањето на соработката со Унгарија, со која подолго време се остварува одлична презентација на унгарската култура во Кавадарци. Покрај за културната сфера, во разговорите на Јанчев и Дукс доминира и други теми кои се однесуваат на можностите за туристичка и економска соработка на Кавадарци како општина и сегменти од унгарската економија. На разговорите присуствуваше директорот на Центарот за култура и уметност Никола Глигоров, директорот на Домот на културата Кавадарци Александар Малинков. Потоа во галеријата на Домот на културата под наслов Унгарската култура поблизу до вас беше отворена изложба на уметнички фотографии од познати унгарски фотографи Имре Кински и Ото Кајзер, насловена како будимпештански приказни. Сликите на двајцата фотографи ги бришат податоците за годините и ги маскираат местата на настаните. Сликите на Имре Кински направени се на почетокот на 20 век и скоро 100 години по досечните фотографии на Ото Кајзер ги раскажуваат речиси истите приказни. Левитацијата на двајцата се сплетува во една приказна за градот Будимпешта, затоа што воскитот со кој се вртат кон камењата е истоветен со љубовта со која се вртат кон луѓето. На оваа изложба говорија директорот на Домот на културата Александар Малинков, градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев, кој ги поздрави ваквите и слични збиднувања кои ги спојуваат културите на двата народа и се запознаваме со уметноста на познати уметнички имиња. Амбасадорот Дукс рече дека Унгарија во Тетово, Кавадарци и Битола, каде гостува ова изложба на документарни фотографии, има намера да ги запознае овдешните посетители со животот на градот Будимпешта, кој подеднакво живее и пулсира порано и сега. Кински и Кајзер тоа на најубав начин преку фотографии го покажуваат. Имам голема чест, задоволство, но и одговорност да најавам еден исклучително важен настан во оваа сезона што се случува во Домот на културата Иван Мазов Климе. Добре дојдовте на сите. Ова е уметнички настан. Вечерва ќе отворим изложба на уметничка фотографија, но пред се би сакал да им посакам топло добре дојде и да го најавам присуството на нашиот градоначалник на Кавадарци, господин Митко Јанчев и неговата екселенција, амбасадорот на Република Унгарија во Република Северна Македонија, доктор Ласло Дукс. Отвараме изложба на уметнички црно-бели фотографии на двајца унгарски современи автори. Едниот е Имре Кински и другиот е Ото Кајзер. Имаа среќа тетовчани, бидејќи ние сме дел од еден поширок проект, да еден од авторите биде на отварањето на оваа изложба. Ние немаме таа среќа, но почестени сме со присуството на делегација на чело со неговата екселенција. И нема да должам многу. Ова е дел од еден поширок проект кој што опфаќа повеќе области од културата и уметноста, значи не само уметност и фотографија, туку и музика, и ликовна уметност, и така натаму, но за тоа малку подоцна. Должен сум само да кажам дека ова се должи на претходните добри искуства, нашата чест Кавадарци и Домот на културата да бидат домаќини на еден ваков настан, на претходните позитивни искуства Кавадарци и културните институции, и не само културните, дури и музичкото училиште од градот имаше успешна соработка пред 1-2 години. Значи на позитивните искуства и на една долгогодишна, многу повеќе деценијска успешна соработка на Домот на културата Иван Мазов Климе и дирекцијата за култура на град Скопје. Тука е директорот Никола Глигоров, да го поздравам и него, членот на извршниот одбор. Ветие тука исто е пред мене, добре дојде од моје име и од ваше на сите нив. Спомнавме во тој еден протоколарен дел, каде што господинот амбасадор и господинот градоначалник има една средба во кабинетот, дека со еден од поранешните градоначалници на еден ваков сличен настан имавме едно многу емотивно искуство, бидејќи тој беше писател и поет. Преведовме 2 негови песни и ги интерпретиравме тука, и тоа беа едни моменти на посебни емоции.
И еве сега да не останам должен на маестро Стефчо Волчев, приредивме еден интересен вовед со унгарски танци, со ноти, со музика, како едно облагородување на вечерта, се извинувам. И толку околу причините, а основната причина е всушност 25 годишната меѓународна, односно воспоставување на дипломатски односи помеѓу Република Унгарија и Република Северна Македонија, така да овој караван ќе врви и се надеваме дека ќе бидеме исто така почестени со дели од некои други настани. Честа е на наша страна, пред се ни е чест и задоволство денеска што сите сме тука заедно, да можеме да отвориме оваа ликовна уметност, створена од двајца автори, кои што во овој дел еве директорот на Домот на културата да кажа доста за самата уметност. Јас би сакал лично само да благодарам на долгогодишната соработка на унгарската амбасада, на унгарска влада, поготово со општина Кавадаци, во делот на полето на култура, и се надевам дека во идно време ќе имаме можност да развиеме оваа соработка и на повеќе полиња, така да нека не е чести денот и за убаво. Idén egy sor kerek évfordulót ünneplünk, Magyarország 20 éve. Повеќе причини има за овој низ на културни настани во Македонија. Имено 25 години и воспоставивме дипломатски односи. 20 години веќе постои амбасада во Скопје на Република Унгарија. Веќе 20 години сме ние членови на НАТО заедницата и 15 години на Европската унија. И многу ни е мило што во овој низ на планирани културни настани, еве вечерва една станица е и Кавадарци, каде што имаме можност да отвориме една фотографска изложба. Односите помеѓу амбасадата и општината се многу добри, имаат една многу позитивна традиција, веќе имавме еден низ на заеднички организирани културни настани. Вечерашната изложба е насловена како Приказки од Будапешт и практично ви се представуваат двајца унгарски фотографски уметници, тоа е Имре Кински и Ото Кајзер. Првиот уметник Имре Кински твореше практично во 30-тите години најактивно во Будимпешта и сликите, повеќето од слики се од тоа време. Нажалост, во рамките на Холокаустот падна како жртва во 45-та година, прерано почина. Додека другиот уметник, Ото Кајзер, е практично еден современ и наш современик уметник, се уште жив. И ако тие не се познава, на некој начин Ото Кајзер ја следеше истапканата патека на Имре Кински со фотографирање на слични сцени низ Будимпешта, не истите, меѓутоа во еден сличен стил. Ова е замислено како една патувачка изложба. Отварањето прв пат во Македонија беше во Тетово пред 2-3 недели и практично после Кавадарци уште ќе имаме прилика и во Битола да покажеме оваа изложба. Нажалост, овој пат не можеше уметникот Ото Кајзер да не дружи, бидејќи и во Брисел има една паралелна изложба, но во Тетово на отварањето ни причини чест да и он биде присутен. Не би сакал многу повеќе да должам, сликите зборуваат сами за себе. Се надевам дека впечатокот што ќе го добиете од изложбата дека Будимпешта е навистина еден убав град и за 80 години колку што се разликуваат творештвото на двата уметници е релативно голем период, но ќе забележите дека на повеќе слики таа разлика директно не се забележува. Значи има многу работи што се сменија, меѓутоа многу работи останаа исти. И се надевам дека оваа изложба ќе биде една побуда, една причина повеќе за да и вие се решите да посетите пријателска Унгарија и Будимпешта. Сакам да се заблагодарам пред се на директорот што се согласи да биде домаќин на изложбата. Благодарам на градоначалникот што не почести со присуството на отварањето. Благодарам на дирекцијата на уметноста од град Скопје која што помагаше во организација на целиот настан и се заблагодарувам посебно на уметникот кој што ни приреди пријатно изненадување со унгарските танци.